Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание Јаде Бурек на ТВ Сонце. Имено во последниот период знаете дека една од најактуелните теми е и она што ја вознемирува јавноста е вирусот корона. Токму во времето на вирусите и грип, но она што можевте да забележите медиумски дека навистина многу лоша покриеност. Здравствените работници во Македонија едноставно како затечени следат некои насоки што се од можеби од Светската здравствена организација, но повеќе адхок и интернет одошто реално на терен. Секако дека има некаква подготвеност, но далеко од тоа дека видовме некој авторитет кој излезе и да им даде реални, точни и пред се смирувачки насоки на јавноста. За таа цел јас вечерва имам вистинска чест и задоволство да поразговарам со човек од медицината. Тој е доктор Горан Трајковски, кој во моментов се наоѓа во Нирнберг, во Баварија, Германија, секако и со кого ќе поразговараме токму на оваа тема. Господине Трајковски, добро вечер. Добре дојдовте во емисијата. Добро вечер, господине Илковски. Се надевам, мислам, прво сум многу благодарен што ми дозволите да бидам дел од емисијата. Се надевам ќе можам да одговорам на дел од прашањата кои што постојано се поставуваат деновиве и посебно на дел од прашањата што ги добивам на мојот Инстаграм профил. Често исти прашања или слични прашања кои што постојано се повторуваат и очигледно луѓето немаат некоја база, некоја страна на која што може да ги прочитат сите тие прашања и да им стане јасно, бидејќи се шират многу информации од страни кои што нормално заработуваат од секој клик и се шират информации кои што во одреден случај дури може да наштетат нормално на луѓето. Можете за Атер со предисторија што е тоа коронавирус, затоа што постои една голема конфузија и едноставно ќе ве следам со вашето излагање. Повелете. Добро, значи коронавирусот, односно коронавируси, тоа се група на вируси кои што постојат веќе подолго време. Значи видовме информации дека од 60-тите постојат коронавируси и тие обично предизвикуваат лесни настинки на горните дишни патишта, ринит, сезонски настинки и најчесто проаѓаат неприметени без потреба од понатамошна дијагностика или пак терапија. Имаме до сега два познати играчи од коронавирусите, од групата коронавируси, тоа е SARS инфекцијата и MERS инфекцијата. Тие две инфекции има, значи тоа се мутации на коронавирусот, кои што SARS и вториот SARS MERS. Тоа е MERS тачно. Готово, не, само забележувам цртички, како на предавање, професоре? Middle East Respiratory Syndrome е MERS. Да, продолжете, се извинете. Поголема смртност. Да, имаше дури поголема смртност од SARS MERS инфекцијата, но немаше веројатно кај нас ризики, затоа не слушнавме многу за таа инфекција. Значи сега се појавува коронавирусот или коронавирус SARS коронавирус 2, му е новото име на вирусот, односно може да се каже како втора верзија на SARS. А болеста која што предизвикува се нарекува COVID-19. COVID-19. Значи вирусот COVID е болеста која што предизвикува тој вирус во контакт со човек. Што е тоа COVID-19? COVID, скратеницата е коронавирус disease 19 година, кога првпат се појавија првите заразени. Тоа е скратеницата, а SARS коронавирус 2 е новиот вирус кој што е, да речеме, понатаму мутирана верзија на SARS вирусот, кој што ги предизвикува инфекциите, што сега ги гледаме како епидемија сега за сега, но официјално се уште не прогласена пандемија, но теоретски дефиницијата за пандемија ја опфаќа. Значи тоа е отприлика за вирусот. Најчесто исто така тие дискусии што се водат од што потекнува од лилјак, од куче, не е ни толку важно. Може да се збори за историјата дека исто и SARS и MERS се сметаше дека се предизвикани или пренесени од човек преку лилјаци. Па се претпоставува и за овој вирус, посебно нели после сликите што се видоа по интернет многу од пазарот на Вухан за обичаите на кинескиот народ, нели.
Тоа е нешто општо за вирусот. Можеме, ако ве интересира, не знам дали си персираме. Говорете Јанко? слободно. Ја, да ви кажам, имавте таков вовет, да потполно бевте во право кога рековте, Јанко, не знаеш каква звезда имаш у програма. И во право сте. Не, господине Треговски, за овие 3 минути, по-стручно објаснување во македонски медиум во врска со вирусот немало. Ви благодарам. Ве молам, продолжете, немам текст, за сега немам ни подпрашање. Океј, па тогаш да почнам ако сакате можеме малце да филмуваме целата ситуација како започна во Кина, како се случува настаните после ковидот за да разбере народот побаво. Да, ве молам. Значи слободно. На 8 декември 2019 година во Кина, во регионот Вухан, во болниците се забележуваат случаи на белодробни заболувања на долните дишни патишта со нејасна етиологија, нејасен причинител. Зачестено во одреден период, значи од 8 декември натака, приметил некој дека зачестено се јавува во здравствените домови, најверојатно е забележано тоа. На 21 декември се уклучува Светската здравствена организација во игра, бидејќи Кина ја известува и вика ние понатаму не стигаме со болеста. Значи они ги испитале сите можни вируси што се за тој регион типични, за тоа време типични, што би можеле да предизвикаат вакви симптоми. Не нашле ништо. И на 21 декември го пријавува случајот на Светска здравствена организација и бараат помош. На 1.1.2020 се затвара пазарот за животни во Вухан. Значи, тогаш ги контактирале повеќето луѓе што се заболени и од 40 заболени, мислам дека околу 80, за ова не сум точно сигурен, ама сигурно околу 2/3 од луѓето имале контакт со пазарот во Вухан. А 1/3 или можеби помалце имале директен контакт со пазарот и за тие не се знае точно како се заразиле. И затоа има и простор за шпекулации кои што исто ги слушав по интернет за некоја лабораторија која што била во близина на Вухан, од која што би можело да потекнуваат, ама јас мислам официјалните информации на кои што се држиме е дека е оваа мутација настаната на пазарот во Вухан. На 7.1.2020 се дешифрира геномот на вирусот. И откриен е тест на база на кој што може да се диагностицира заразата со тој вирус. Тоа е обично ПЦР метода, која што детектира генетскиот материјал на вирусот. Ова е инаку РНА вирус. Има ДНА и РНА вируси. И е инкапсулиран вирус, што е многу важно понатаму за тоа колку овој значи дека има обвивка која што го заштитува од одредени физички непогоди, например, што е битно во тоа колку време овој вирус може да опстои на одредени површини, ако станува збор понатаму, најверојатно ќе станува збор. Значи, на 7.1 се дешифрира геномот, се пушта во циркулација, што значи благодарение на науката цел свет одеднаш дознава геномот дека се открил и цел свет одеднаш може да го диагностицира болеста. На 13.1 се случува нешто важно покрај мерките на превенција што ги презема Кина, што се такво нешто на светско ниво не се гледа често, значи да ставиш 50 милиони луѓе, мислам дека беше во карантин. Мислам дека и повеќе од тоа беа. Без преседан. Такво нешто. Да. Значи такво нешто да се случило такво нешто во Германија, на пример, ја не верувам дека после толку краток период би дозволиле да се направи карантин на толку многу луѓе, посебно поради целата историја и така натаму. Значи тоа може да се каже дека е и добра мерка, затоа што, но сепак на 13.1 се појавува првиот случај надвор од Кина и покрај карантинот. Сега на 21 можам на кратко, ако ве интересира, како дојде првиот човек во Баварија, во Германија, првиот инфициран, за што ќе збори нешто за начинот на пренесување на вирусот. Значи првиот инфициран во Баварија доаѓа на 21 е диагностициран на 21.1 и доброто во тој случај и што придонесе за да може да се задржи случајот само во Баварија беше што инфекцијата се пренела преку жена која што доаѓа од Кина
да држи состанок во една компанија за автоделови. И тоа им беше главната поврзаност на четворицата нови инфицирани, со што дознаа од каде доаѓа жариштето. И може да ги изолираат сите други вработени што биле во таа организација и со тоа да го контаминираат, да ја задржат инфекцијата да не се прошири и вирусот изумре со нив. Значи првиот бран на вируси го одбранија супер. Но сега доаѓаат од секаде нови инфекции, така да сега се постапува и другаче. Ова беше повеќе среќа бидејќи индекс личноста, односно тој што го донел првиот вирус, била во одредена фирма како гостин од Кина и премногу очигледно било сите 4 заразени биле од фирмата и било лесно да се задржи, да се изолираат сите личности, сите контакт личности. А што е исто важно за случајов, жената додека била во Германија, не ги искусувала симптомите, не ги имала симптомите на грипот и веќе на пат назад на Кина, таму ги осетила првите симптоми, тоа што ја тестирале веќе имала на аеродромите, кој што знам во Кина и го потврдиле случајот на корона кај неа. Тоа беше првиот случај првите неколку случаи во Германија кои што беа задржани, ама сега се појавуваат повторно секој ден нови случаи и се работи. Дури и во болницата во која што јас работам има денеска 2 случаи. И ќе видиме како ќе се развива понатаму ситуацијата. Како Борат прашање да ви поставам, докторе, може да се заразам ја од вас? Вака преку Skype? Се шегувам. На времето се сеќавате, 70 години имаше голема епидемија на грип во Југославија, тогаш и во Македонија, па имаше голема дебата дали преку телефон можело да се пренесе вирусот. Затоа викам... Зависи ако додека збори некоја постара баба со вилици нешто, може и да стигне некако, ама обично не. Да ставам рака ако се закашлам, да не ви направам проблем. Се шегувам. Добара, обично вака треба. Тачно. Ваква прашање. Во која болница работите и каква е ситуацијата ева во Германија во болницата што се однесува до превенцијата и едно општо чувство, дали владее паника, тензија, колку реално се согледува, колку е опасноста од овој вирус, затоа што смртноста е многу мала, деца не заболуваат и според статистиките исклучиво смртноста е најголема кај групи над 60 години. Дали е ова точно што го кажав? Не би рекол кај групи над 60 години само, него би рекол кај луѓе со хронични заболувања и кај постари особи. Значи може да биде 30 годишен кој веќе има мијастенија, мултиплекс склероза, веќе 5 години на пример, кој што веќе спаѓа во исто хронично болен, кој што респираторни инфекции многу тешко поднесува. И во таквите случаи исходот може да биде фатален. А исто така старите се значи не важи ова само за овој вирус, дека старите се подложни, тоа е нормална логика. Секоја година од грипот умираат као прво најмногу стари луѓе. Некој од нас, од помладите, ако го доживее грипот, може да не осети дека има толку страшна инфекција. Други луѓе што се изложени на оваа болест се луѓе со хронични белодробни заболувања, долгогодишни пушачи или изложени на некои штетни нокси и од тоа предизвикани белодробни заболувања. Тие се тие ризик групи. А по старите нормално со текот на времето телото своите одбранбени способности се намалува. Тоа е чиста логика. Инаку во Германија ме прашавте за во мојата болница во која што работам, не би кажал точно која болница е, бидејќи веќе кажав дека има двајца и ќе се, значи заради заштита на податоци не би го кажал точно, но во регионот на Нимберг се наоѓа болницата. Како се постапува, веќе имавме и претходно, јас сум среќа на одмор сега денове, бидејќи имам мало дете, инаку би ми било малце шубе, да речеме на водници сега и да идам на работа со цело ова, а инаку ситуацијата е многу, додека бев ние беше целосно опуштена, тој што е над мене, оба АЦТ на што го води ургентниот центар интензивната нега, е човек што знае многу, што се информира постојано, ги чита секој дневно новите податоци што излегуваат на Светска здравствена организација и на Роберт Кох институтот во Германија. Тој е одговорен за Германија, Светската здравствена организација нели на светско ниво. Кај нас најверојатно Министерството за здравство или здравствен дом, тоа не знам точно да одговорам. И се следат едноставно
правилата, правците што ги даваат Светската здравствена организација и Роберт Кох институтот. И ова е едноставно ситуација каде што има повеќе работа. А за паника не гледам простор, бидејќи паниката у случајов не носи воопшто ништо. Значи ние имаме план по кој што се водиме. Ако мислиме дека има инфициран, го правиме тоа и тоа. И дали сега ќе паничиш во меѓувреме или не, тоа не придонесува ништо на ситуацијата. Битно е да ги следиш правилата и да пробаш да ги изолираш сите што се заболени. А сега си има различни луѓе, нели? И паниката се шири многу лесно. И јас сум бил на почеток например, ја пред неколку години притисок на пациент 200 да видам со 100, ке сум се речел што да правам сега. После со текот на времето се смируваш и гледаш што све можеш да направиш со искуството. И ова ете Јанко, види колку си опуштен ти. 200 со 100 сум. 200 моментално. Ја без проблем 200. Не, значи 240 преживувам вака, а 180 со 100 немам никаков проблем. Секако со медикаменти. Знам, имам ја некој здравствен проблем, немам слезине и уште од дете имам висок притисок. Цел организам ми е прилагоден спрема ова. Добро, не е причина според мене тоа што немаш слезина да не е контролиран притисокот, ама тоа може пријатно ви да. Земам терапија, докторе, само да кажам дека висок притисок издржувам однатре, а камоли однадвор. Верувам тоа. Твоите крвни садови стануваат све подебели и издржуваат многу голем притисок. Тоа е редовно сум на 6 месеци, ме следат и уште долго ќе бидам тука. Благодарам за советите. Во секој случај, ај сега малце ми интересира еден ваш печаток кој можеби не е стручен, но сепак како лекар кој работите можеби во епицентарот на врвната медицинска наука, кога зборам дека во Германија и да си обичен лекар, имате пристап до сите можни светски врвни техники и технологии. Кажете ми, како вам ви изгледаше, светот се фасцинираше од она што го рековте, логистиката која ја покрена Кина за превенција од ширење на вирусот. Ја следам статистиката и графиката на Џон Хоскинс секоја вечер, каде што гледам дека бројот на смртни случаи наспроти заболени е навистина 2% едно цифре. Значи 0,7 сметаат дека е викаат дали е тоа многу или малку? Еве ја малце ќе излезам од кадар за да ја прикажам таа статистика. Говорете вие. Значи, со таков одговор многу или малку, не би го одговорил ова, бидејќи сепак се работи за човечки животи. Така? Но споредено со други епидемии, мислев. Само, со други епидемии, смртноста е, као прво, многу помала од таа при епидемијата на SARS и на MERS. Многу помала. SARS 10%, MERS околу 37 скоро посто. Значи до сега гледачите во моментот ја имаат графиката на глобалните случаи на коронавирусот COVID-19, следена од Џон Хоскинс институтот, 89.254 потврдени случаи, 3.000 смртни, а излекувани 45.000 и графиката покажува дека бројот на излечени е се повисока, а бројот на заболени веќе се стабилизира. Барем од она што јас го гледам. И сега, она што сакав да ве прашам конкретно е како вие гледате на таа логистика која Кина ја направи и рековме дека е без преседан во историјата да држиш во карантин 50 милиони луѓе изградба на една болница за само 10 дена. Каква е таа порака која они ја праќаат и што ова значи? Сепак е ова голема работа на светски ниво и мислам дека историски моменти се случуваат. Па, вака, тоа што го направи Кина на некој начин и не заштити сите нас, мора да се каже, целиот свет, нели? А Кина е држава сама за себе. Кина е као прво толку густо население, што нивниот систем, доколку се расшири болеста, може да крахира за само неколку дена, доколку се расшири со таа брзина колку што би можела да се расшири, бидејќи има толку луѓе густо населени.
не сметам дека има потреба да се прави тоа на останатите места моментално што се зафатени од вирусот и нема никаква препорака за такво нешто. Има планови за пандемија, како да се постапи во таков случај, кои што се базирани на инфекциите што ги напоменав претходно, вклучувајќи го и свинскиот грип. И тие се тие планови на пандемија кои што се следат, а за дали ќе има карантин и колку луѓе понатаму би биле во карантин, тоа се спекулации, не можам да кажам на таа тема. Можам да кажам само информации како се пренесува вирусот, моментално со која брзина се пренесува во споредба со Ајде да одиме тогаш, нели, постручно, ја благодарам, не беше фер од моја страна да ве ставам во рамки на спекулации. Значи, како се пренесува вирусот и која е брзината и периодот на инкубација? Добро. Добро прашање и важно исто за вирусот е моменталните епидемиолошки податоци. На еден заразен човек се појавуваат моментално 3 нови. Расте нормално експоненцијално. Значи од тие 3 нови за една недела например се 9. Моментално така е текот на заразување. За разлика статистички обичниот грип секоја година е околу 1:1. Значи еден човек е зарази друг и не може толку брзо да се вирусот. И проблемот во главно за да може државата да се снајде со одредена епидемија е во временскиот период за кој што таа епидемија се разви. Например, да земеме Македонија. Ако се појават одеднаш 20-25 болни, може и за сите тие 25 болни треба да се разговара првен со сите нивни роднини. Со сите што имале контакт. Имале контакт, да. Сите што имале контакт, точно. Сите тие треба се стане на наблюдување, мерење температура, советување на што да пазат и замислете од 25 луѓе уште колку работа ќе се отвори. Сега да се јават 100 одеднаш, тоа ја зголемува работата уште толку. Затоа од епидемиолошка гледна точка подобро е да се јавува заболувањата поспоро, значи тие 100 заболени да се у рок од 4, 5, 6 недели наместо у една недела. Тоаш може многу подобро да се справи со вирусот. Кога во една популација се стекнува имунитет спрема одреден вирус, нели за грипот имаме вакцина, за ова нема се уште вакцина, и за да се намали ширењето на болеста, треба да почне двајца од тие 3 нови потенцијални заразени да имаат веќе стекнато имунитет, што значи да ја прележале болест. И така ќе остане пренесувањето понатаму 1:1 и ќе се прекине ланецот на епидемијата. Така што се настанува имунитет во одредена територија. И во Кина сега, како што слушнав денес, како се стабилизирал бројот, нема тоа веќе експоненцијално покачување. Точна информација за тоа немам, ама тоа беше некоја пресконференција која ја слушнав. Што значи, за паника, место уште еднаш ќе речем, не гледам, ова не е првата епидемија или пандемија што се случува, еве ги напоменавме овие неколку, беа исто такви ситуации и ја дел од нив ги памтам, се тие од Југославија нормално не ги памтам. И секогаш се случува истото. И луѓето се растргнуваат од фактите и наместо тоа читаат по страни што добиваат нели париот клик. Тој се заразил од коронавирус преку, не знам, лименка и сега се крива паника за тоа. Треба да има една страна на која што може да се верува, како што е Светска здравствена организација, секој знае англиски. Отворете Светска здравствена организација, сите информации се тука, бесплатно. За жал, наместо интернетот да ни биде за подобро информирање, се развија теории за заговор и нема да идам таму. Се уште се расправаме дали сме биле на месечината и дали постојат планети, дали земјата е рамна, камоли за ова дека се лабораториски и така натаму. Но вие сте на терен, вие сте лекар, вие се соочувате со тоа и не се занимавате со примитивизми. Она што би сакал да ве замоламе, не ми одговоривте. Колку е според последните испитувања периодот на инкубација на овој вирус? Да. Периодот на инкубација е 7 до 14 дена. И тоа се однесува во главно за сите вирусни инфекции. Е толкав периодот на инкубација. И за грип, и за сите сезонски вирусни инфекции. Што значи? Значи време на инкубација е времето
во кое што веќе го имаме вирусот, тој се размножува во нас, но се уште ги нема предизвикано симптомите на болест. Она што ме загрижи мене е што пред некој ден проверував една вест во живо, во петокот беше тоа, најавување на гледач, едов во британски медиуми, не таблоиди, соопштение во кое последните истражувања велат дека периодот на инкубација е 27 дена, што може да предизвика дополнителни проблеми, дека овој вирус во моментот кога ќе мислат дека го сузбиле, да почне повторно да избликнува на нови места, а луѓето поопуштени и така натаму. Дополнителни проблеми. Ваше мислење? Јас таква официјална информација не сум слушнал, не сум прочитал ни на Светска здравствена организација. Денеска мислам дека доволно се информирав и слушав пресконференција во Германија. Добро. И такво нешто не беше спомнато. Значи, така да остануваат... можам да проверам информацијата сигурно, и како што кажав, информациите се толку динамични што се што важело до пред 3 сати, веќе од 12 обично се прават состаноци наутро, се анализираат сите во здравствени домови во околината. Би ги разговарав со една лекарка во здравствен дом. Се анализираат сите нови податоци наутро од 8 до 8:30, во 8:30 има состанок на здравствениот дом, кај што се дискутира што би се правило, дали има во областа некој нов заразен, ако има заразен мора со сите роднини да се телефонира и така натаму, и се развија планот и потоа се чекат информација од горе, значи од Роберт Кох институт, од Министерството за здравство, како понатаму, толку има заразени. И сакам да кажам дека секој ден се менуваат информациите и дека денеска бар, јас тоа не сум го слушнал, дека инкубацијата може да е подолга. Теоретски е возможно, зашто да не? Да ве прашам, рековте дека овој вирус е со обвивка. Да. За разлика од кои вируси, кои се тие вируси кои немаат обвивка и што значи тоа што има обвивка, а потоа нели ќе следи преживување на вирусот и негово пренесување, како, што и така натаму. Да. Вака, коронавирусот е вирус со обвивка, РНА вирус со обвивка, има многу вируси, илјадници, сега да не кажам точна бројка. И пример без обвивка е, и не сум сигурен за ова, исто морам да проверам, обичниот грип. Така. Што е разликата кај овој вирус што е со обвивка? Значи, сепак за овој коронавирус 2 вирусот, значи апдейтот на SARS-от, се уште немаме конкретни информации. И нашите знаења ги базираме на база на она што го знаеме за коронавирусите општо од 1960 година. И во пресконференцијата на во петок беше спомнато дека вирусот би можел да преживее, и ова зависи од условите во собата, би можел да преживее просечно 4 до 5 дена на собна температура, максимум 9 дена. Предходните коронавируси, сите ги имале тие карактеристики. Но преживувањето обично во просек било околу 7 часа. Како функционира тоа и мене е јасно, но рекла дека вирусот зависно од температурата, при намалена температура, зголемена влажност, преживува подолго. И затоа најверојатно се јавуваат сите овие вируси во зима, нели? За што друго ме прашат, се го заборавив под прашањето? Значи, кога рековте, уште под прашање за ова, ќе го поставам прашањето друго. Кога велите вирус во соба, што подразбира тоа? Дали е тоа вирус кој се наоѓа на нашата облека, кој се наоѓа на површина на предметите, на најчесто допираните предмети како мобилниот телефон, ме разбирате? Малце насока, нели, рачките од вратите. Да. Епа, тоа е најважно, затоа и сите викаат дека миењето раце е, значи сите препораки се во главно за миење раце. После секој контакт чисти се? Да. Добро е. После секој контакт со значи негде во јавни простории, нормално после контакт на некој предмет кој што претходно пред неколку минути бил допрен од неколку, дека ризикот да се пренесе инфекцијата е поголема. Најчесто се пренесува по аерокапков пат. До сега случај забележан за инфекција преку предмет не постои. Теоретски е возможно,
До сега нема докажан случај. Нормално сега доколку некој настина кашла во марамче и ние го земеме, го допреме тоа марамче и после се фатиме за око, за нос, за уста, правиме директен пат на вирусите до слузокожата. Таму се бариерите најслаби на слузокожата и вирусот влага во крвотокот. Како го рековте изразот стручен за пренесување преку здив, преку воздух, преку уста? Аерокапков пат. Аеро? Аерокапков пат. Аерокапков. Капки. Пат. Како израз сакав да го запамтам, ви благодарам. Да. Значи, кажете ми, кога и колку е опасноста? Еве, не носиме сите маски цело време, колку се ефикасни маските? Обично тие хируршки маски што ги носите велат 120 минути и веќе е штетна сама по тебе. Да, препорака за носење на маски се уште не постои. И нема најверојатно и да постои. Маска се препорачува да носи заразен, кој што има симптоми на грип, кој што е принуден да се движи низ маса на луѓе за да стигне до лекар, до каде било, до такси, како и да е. Тој е задолжен и во ургентниот центар, бидејќи таму седи се уште десетина луѓе. Секој што има симптоми на грип, му се става маска, додека чека да не зарази уште некој од тие што седат до него. Затоа се наменети маските, обичните хируршки маски. Значи, пред се болниот треба да носи маска. Точно. Здравиот? Здравиот не треба да носи. Значи, не му забранува никој на здравиот да носи маска. Секако дека не му забранува. Да, но препораките кажуваат дека нема потреба од маска. Тие специјалните маски, N95, тие се пак наменети само за, например, во нашата болница има двајца заразени сега. Доколку би влегол кај нив во соба, јас знам со гаранција дека вирусот е присутен. Тогаш ќе ставам таа маска N95 при контакт, при разговор, при преглед на пациентот. Хируршките маски имаат друга намена и што вели Светска здравствена организација, дека дури при користење на тие маски се создава лажно чувство на сигурност дека сме заштитени од вирусот и забораваме што правиме со рацете. Паќаме кваки, потоа ќе се почешаме за око и ете го патот на инфекцијата готово. Најбитно е миење на рацете постојано и да сме свесни постојано што ни прават рацете и кај ни се рацете. Бидејќи многу работи правиме несвесно. Грицкање ноќ е несвесна работа, кубење коса е несвесна работа, чешање е несвесна работа. Не знаеме што ни прават рацете. И мора човек да се потсетува бар во овие ситуации, чекај на секои 5 минути да видам кај ми се рацете. Свесно да ги видиме рацете. Аха, окей, у џеп ми се, добро. Некогаш ќе се фатиш, се фаќаш за лице, за око. У тој случај треба да си речеш чекај што направив да измијам раце. Така да станеме свесни што правиме со рацете, бидејќи углавно фаќање кваки, отварање работи, телефон, у џеп, тоа све се несвесни работи кои што не регистрираме. Значи телефонот може да биде голем извор на Добро. Не можам да исклучам. Иако не е докажана инфекција преку предмет до сега. Добро. Но докажана е инфекција кога двајца стојат блиску еден до друг или се допирале? Апсолутно до 2 метри, 1,5 до 2 метри би требало да е дистанцата од болниот, значи толку може да стигнат тие капки. Тоа е препорачена дистанца, значи ако видите некој очигледно поле. Ај, молим те настрана уште малце со камерата. Ај, излези и иди купи кафе. Ај, не ме гледа, ајде. Но, се извинувам, докторе, продолжете вам. Гледате, Јанко, јас сум си сам, се извинувам, заборавам да ви пресирам постојано, а вие почнавте со пресирање и се јас... Не, вака, телевизискиот бонтон, мене ми налага гостино да го персирам. Освен ако не ми е пречест и веќе општо познат личен пријател, сосема е во рамките на бонтон да ми се обраќате вие мене на ти. Океј, ја чекав постарам да ми понуди на мене и поиспуснато да ми понуди на мене. Ворете. Може би третото интервју ќе бидеме скрос на ти. Супер, би било чест. Ја да ви кажам дека вашево до сега излагање е без преседан и најинформативно што сме го добиле, затоа што вака некој со авторитет и познавање до сега ја не сум видел. Си видел ти вака некој да излегол нешто вака да ни објасни? Не.
Ја ви благодарам, мене ми направивте огромна чест. Голема... Не, имам уште подпрашање, само да им кажам на гледачите, дека веднаш ова ќе биде спакувано, ставено на YouTube и расширено на сите социјални мрежи, како, пред се колега од Twitter, кај што се запознавме, на социјалните мрежи, затоа што давате добри совети. Ајде да продолжиме со добрите совети. Кога се појави свинскиот грип, се појави и Тамифлу. Имаше многу контроверзи со таа вакцина, која многу неславно заврши во многу земји, во смисла беа фрлени, не беа користени и така натаму и така натаму. Зошто? Ајде да не навлегуваме во тоа. Нека си останат ова мои зборови, се извинувам да не ви ги наметнувам вас. Зошто се уште немаме вакцина за COVID-19? Вака, Јанко, први само да те поправам, Тамифлу или Осеталмивир, мислам дека му е генеричкото име, е лек за инфекција со грип, а не е вакцина. Да, лек. Што е разликата измеѓу, например, што е Тамифлу, разликата со вакцината? Па при вакцината ние ставаме во човековото тело мали партикли од вирусот, кои што се неспособни да предизвикаат инфекција во телото, а се способни да предизвикаат имун одговор. Добро. А Тамифлуто што... Не, тоа е јасно. А Тамифлуто каков лек беше? А Тамифлуто е антивирален лек, значи ги уништува вирусите. Кога се дава Тамифлу? Значи тоа не е лек што се дава при секој грип. Тамифлу може да се даде само во првите 48 часа од вирусна инфекција. Така. И само ги заблажува симптомите на грипот. Го даваме обавезно кај пациенти на интензивна нега кои што имаат инфлуенца, ама кај здрав човек, 25 годишен, што доаѓа на третиот ден и го тестираме за грип здрав, нема зашто да дојува Тамифлу. Неговиот организам за уште 3-4 дена ќе си создаде имунитет против вирус. Значи, главниот лек против секој вирус е имунитетот човеков. Многу точно, да. За сите вируси. Главниот лек и на интензивна нега, што се прави со човекот, што има вирусно заболување или било кое заболување, ние само го одржуваме во живот и му помагаме со лекови да се избори со све што е во него од како инфекција. Некојаш ќе откажат белите дробови поради тешката инфекција, тоа ќе оставиме на респиратор. Срцето од тешката инфекција од сепсата ќе попушти, тоа ставаме катехоламини, односно поддршка за срцето. Ние му даваме време на човекот да го надмине тој период на инфекција и му помагаме со лекови од тоа време. Иначе на крајот телото е тоа што си го прави, што се исчистува себе си. Што вие препорачувате како имунобустер тогаш? Што е превенција? Ова прашање често го добивам и не ми се допаѓа прашањето, бидејќи укажува на тоа дека има некој магичен лек, имунобустер, кој што доколку би го земале, би може да имаме многу добар имунитет. И тоа отвара простор за реклами на 300 различни лекови, кои што немаат никаква врска со имунобустери. Имунобустер е, според мене, физичка активност секој ден, психолошки мир, кој може тоа да го постигне, да се обиде со медитација, да се обиде со било кој начин што тоа го може. Регулирање на ризик факторите, пушење, пиење, сон 7-8 часа, многу битно. Има една добра книга Why We Sleep, ја немам целата прочитана, ама има толку интересни податоци и многу информации за луѓе што работат трета смена, например, преку ноќ, за како им ја зголемува смртноста, па и ти спаѓаш до негде од тие, ама добро, не е уште толку касно. За дежурни работници, сестри, лекари. Јас сум веќе со стент, не се секирај. Немаш кај. Немаш кај. Што викаш, стент денеска е исто ко да си извадил зап, седмица, катник. Па да. Негде да, по навики, ние сме си сами криви. Имунобустер, ја го, значи, на моите гледачи, неодговорно, без да се консултирам, им советував, препорака од еден ваш колега, многу постар, кој овде беше, кој ми рече дека најголем дел од своите заболувања
ги лечи со пешачење. Значи вика, колку ми е полошо, толку повеќе се трудам да пешачам. Се обидов да го разберам, предпоставувам дека пешачењето, физичката активност е, па вие сами рековте физичка активност, сега нешто се мрштите, па затоа добивам мешани сигнали. Физичката активност во суштина значи подобра циркулација, а подобрата циркулација значи подобар доток на кислород, на бели крвни зрнца и подобар имунитет. Едноставно мислам дека организмот го развива имунитетот во моментот кога повеќе се движи, нели, тогаш идеме во лов, нешто се подготвуваме за све, имунитетот мора да иде нагоре. Колку е ова по вас точно и колку може да помогне? Тоа е, според мене, едино нешто што моментално го знаеме како точно, дека физичката активност ни ги подобрува животите. Тоа е толку едноставно, ни го подобрува здравјето. Тоа е чиста логика. Мислам, не мора да си лекар за да го кажеш ово. Ние не сме, стварно е така, ние не сме до пред нашиот генетски материјал во последниве колку 1000 години, колку се има сменето реално. Тоа е само секунда во еволуцијата. Ние до пред 1000 години, додека еволуирале нашите тела, не сме седеле на фотели цел ден, не сме јаделе секој ден свинско месо, не сме јаделе мрсно, пржено секој ден. И сега сме во изобилие, имаме повеќе од што ни треба и имаме ипак некое чувство на глад што не може да се засити со ништо и пробуваме да го заситиме со нешто друго. И на тој начин настануваат овие болести на модерното општество. А инаку физичката активност е јасно дека е добра за здравјето. Физичка активност за време на болест е контраиндицирано во наводници. Значи за време на болест мирување. Тоа сакав да го кажам, не те разбрав точно дали рече за време кога е болен човекот пешачел се повеќе и повеќе или за да си го направи имунитетот. Не, кога не се чувствувал добро, кога ги почувствувал првите симптоми, ќе ти ја испратам емисијата од почитуваниот колега, колега, каде што он самиот вели, кога ќе ги почувствувам првите симптоми, вика, се обидувам да пешачам што е можно повеќе, затоа што предпоставам дека тоа му го намалува периодот на заболување, периодот на што ја знам. Предпоставувам што сакал да каже. Се согласувам, но сепак официјалните препораки при сите грипални заболувања се мирување као компликација. Има луѓе што при грип, например, вежбаат, прават спорт и тоа напорен спорт. И како можна компликација на тоа е и миокардитис, например. Се еден во екстремен случај. Затоа е тоа една од причините. Имаше еден спортист британец кој почина на Олимпијада, трчајќи со грип, почина на патека. Да, тоа е точно што го кажувате. Тоа е точно што го кажувате. Значи, препораките се изолација за време на грип и што да правиме? Повеќе течности, помалку сон ни доаѓа и овака и онака. Аспирин, парацетамол, бруфен или да оставиме температура. Како да се однесуваме ако не фати инфлуенца, ако не фати коронавирус, тогаш нема што да се секираме, ќе не земе државата, има да не спакува куфер, да не земе усвое. Како е во Германија? Значи, дали ако заболен од коронавирус мора да биде во болница или може во домашна изолација? Прво само да го одговорам прашањето за вакцина за коронавирусот. Да, ајде, да. Значи, три повеќе прашања ви поставив, не ви дочекав да одговорите. Веќе се работи на вакцината, но развивање на една вакцина има многу фази на лекување. И за да се стигне да таа вакцина е веќе истестирана за човечка употреба, треба време. И да се направи да функционира на животни или инвитро, дури да стигне на човечки испитувања треба време, што значи за оваа година со моите познавања јас не очекувам вакцина. До година можеби, дали ќе е релевантна вакцината до година, ни тоа не знаеме.
Инаку за што ми рече уште само да дополнам сакав дека ти препорачуваш или ја препорачуваш препораката што ти ја дал пријателот. Јас често на пример добивам прашања дали да го земам овој витамин С дали да земам, дали да јадам мед со ораси. И сега не можам ја да речам на пример немој да јадеш мед со ораси, затоа што сигурно нема наштети, освен 1 кило повеќе да качи преку зима, а може да помогне. А од друга страна плацебо ефектот е еден од ефектите кој што е докажан во сите клинички испитувања, нели? Така да кој сум јас да му го одземам плацебото у тој случај. Што викаш, ако е човек убеден дека ако јаде детелина ќе му е подобро, тој стварно може да му е подобро. Само тоа е до лично убедување. Плацебо. Тоа е плацебо, точно. И тоа е докажано дека плацебото функционира. Затоа во секоја клиничка студија се прави плацебо и лек. Туку да се вратам на темата. И како се постапува кога мислиме дека сме заразени со коронавирусот? Значи присомнеш. Тука во Германија, значи прво најважно е да се кога ќе се открие еден заразен, да се откријат сите можни заразени и да се открие контакт личноста на коронавирусот. Бидејќи ако не знаеме од каде доаѓа кој е индекс личноста, кој е првиот заразен, тоа значи дека имаме двајца заразени кои што не знаат од кај се заразиле. Тоа значи дека некој трет нив ги заразил, а сега тој не знаеме кој е и тој шета слободно и може да зарази и други. Во тој случај детективската работа е многу поголема. Кај обичен грип, значи нема потреба од никаков третман. Температура, стимнување, течности првен многу важно, многу течности, чај, нормално, при секоја инфекција важи тоа, освен кај пациенти со хронични срцеви заболувања, хронични бубрежни заболувања кои што имаат рестрикција на внес на течности и смеат да внесуваат до 1,5 литар на ден. Кај тие не може да се препорача такво нешто, бидејќи може да доведе до акутна срцева слабост и затоа се тие пациенти што најчесто одат во болница за подобро мониторирање едноставно. Инаку, температура спуштање, ние во болница практикуваме од 38,5 нагоре, тоа го кажуваме како треска, тогаш взимаме и крвни култури, да испитаме која е бактеријата која што циркулира или вирусот, мада за вирусни култури не се прават толку често, за да откриеме што циркулира во организмот моментално и да може да добиеме, да фатиме таа бактерија под микроскоп, да тестираме кој антибиотик делува на неа и да му даеме на човекот правилниот лек, базирано на тоа испитување. А во меѓувреме го покриваме со друг антибиотик кој што претпоставуваме дека би делувал во дадениот случај. Тоа е третманот на хроничното болни. А кај младите луѓе со грип, со обичен грип нема никаква потреба од некаков посебен третман, освен како што кажав, мирување, течности, парацетамол по потреба до 4 грама максимум на ден кај возрастни, бидејќи инаку може да има последици на црниот дроб. И тоа е третманот. Нема потреба по натамошен третман. Доколку граѓаните мислат дека би можеле да имаат контакт со некој заразен со коронавирус, тогаш исто така не треба да идат директно во болница. Нормално ако состојбата им е акутна, сега го ќе до болница, туку првен да се јават на телефонските броеви кои што се дадени, таму ќе разговараат за тоа задолжен човек, може би епидемиолог, не знам, и он ќе ги упати дали има потреба од понатамошни испитувања или не. Вака прашање. Рековте дека здрав човек, ако заболи од коронавирус, може што се вика да го чувствува како обичен грип. Но како знаеме дека тој човек нема да зарази, може би, ја, млад, здрав, прав, убав, згоден, препотентен, ме фаќа коронавирус, го чувствувам како грип. Не идам на лекар, сам се лечам, здраво, живо, и ќе го балдисам камерманов мој. Како да знам што е тоа одговорност, дали постои, бидејќи не секој ќе го почувствува вирусот. Како? Граѓанска одговорност постои. Значи секој што ќе заболи од да отиде на лекар да се прегледа. Не, секој што ќе заболи од некое вирусно заболување во периодов, како прво, како што реков, доколку нема никаков контакт со некој заболен од коронавирусот, бидејќи кај нас имавме само еден, мислам, случај до сега. Значи, еден. Колку што знам официјално. Еден е. Значи сега некој од не знам, од Струга, од некое село, Настине,
Зашто би мислеле дека тој би го имал коронавирусот? Ако има сомнеш за тоа, тогаш, како што реков, треба да се јават на тие броеви. Доколку се работи за грипално заболување, сепак треба да се има граѓанска должност да се остане дома и затоа се опуштени се правилата во низ цела Германија. Градинки многу не се затварат, него се неколку дена или се намалува персоналот или им кажуваат кој не сака не мора да доаѓа, или на работа исто има многу фирми кои што викаат кој не сака не мора да доаѓа, или викаат ако не е неопходно, се во болница не може да ги или доколку имале контакт или доколку имат лесни грипални заболувања, седи дома, му викаат. Не доаѓа на работа. Ако мате си настина. И тоа многу и го злоупотребуваат нормално, ама тоа е таа граѓанска одговорност. Ако се осеќам болен, да седам дома, да гледам да не заразам друг, посебно ваков сензитивен период, и нормално да го станува полошо, или да се јавам на бројот, да се консултирам први, ако мислам дека би имал контакт, или ако е полошо, секако мора во болница. Сакам да кажам, не настинат у Тинекс, се извинувам, реклама се направив, на каса да стоиш, на каса, или може за нив, на каса да стоиш со уште 10 други луѓе и да кашлаш и да киваш, и тоа се вика граѓанска неодговорност. Инаку кивање, како што рековме, или во рака, или во шамивче, маска само за заболени од вирусна инфекција, и тоа се правилата. Отприлика мијање раце, 20 секундни минимум. Не знам дали нешто заборавив од прашањето. Не, ништо не заборавивте, само се обидувам уште да ве задржам во програма и да преюдицирам што граѓаните кои би отворил телефони што бе ве прашале. Прашањето би било: може да отворите телефони ако сакате. Јас ќе останам на линија, како сакате, мислам. Ваша емисијата. Океј, вака. Само уште ова одговорите ми, ќе направиме пауза. Ако има интерес од граѓаните, ќе продолжиме по паузата и ќе ги пренесуваме. Ја не знам дали ќе можат да се слушнат, затоа што имаме и микрофон за радифонија, но ја ќе ги... Не, знаете што, подобро не затоа што ќе се создаде фонија, далеку сте, сепак сте во Германија, ќе ве имам и ќе ве замолам, ако може во некој од наредните емисии, ако има голем интерес од гледачите со прашања, би ви ги поставил. Но ја ова би ви го поставил. Што вие, како млад човек, лично правите за да останете здрави во вакви ситуации, кога имунитетот предпоставуваме дека е намален, дека вирусите се... И што им препорачувате на своите пациенти? Еве, вие лично и пациенти. Значи, како што реков, магичен лек нема. Што препорачувам се работи кои што претходно напоменавме дека нормалната човечкиот разум ги смета за здрави. Како што рековме, јас лично спортувам минимум 3 пати во неделата, дел кардиоспорт, дел бодибилдинг. Гледам да трчам, кога е топло времето трчам многу често со кучето обично. Сега малце станато мрзливо кучето, па трчам, ја шетам, па трчам стам. Мешанче од Скопје. Од Скопје го донесе у Германија. Браво. Вереницата го донесе, она е голем љубител на животни и помагаше на многу животни во Македонија. И едно од тие си задржав. Фала. Се надевам ве гледа, она е со бебето горе, не знам дали може да гледа. Ама се надевам. Значи, тоа се работите од страна на физичка активност. Секогаш е добро, нормално, сега да не се трча со кратки у сред зима, тоа секој исто го знае. Посебна исхрана дали помага? Посебна исхрана дали помага? Да, јас гледам да не правам многу експерименти со исхраната во овој зимскиот период. Бидејќи јас сум човек што многу експериментира со исхраната. Например, правам 3 месеци вегански, не знам, 3 месеци само сирова храна, па пробувам различни, па 3 месеци, да речеме, едноставна храна, бодибилдерска храна, месо, зеленчук и така натаму. Тачно. Точно се извинувам. Инаку, мислам дека те интересира, имав правено до пред околу 1 месец диета 7 дена само вода пиење. Значи ништо, никаква храна во себе. И има и диета која што после тоа ја практикував, тоа ми беше обид да го надминам гладот на некој начин и делум не успеав и многу интересно, можеш и да видиш кај мене на Инстаграм профилот.
И после тоа правев intermittent fasting. Например, 14 часа не јадеш ништо, другите 8 часа јадеш и така натаму. Точно ли ја кажав математика? Да. Сакам да кажам, овие диети што ги правиме, што експериментираме со нашето тело, у зимскиот период не би правил. Би правил некоја исхрана која што се знам од дете, која што знам дека ме одржува здрав, како така, и гледам да не сум во голем калориски дефицит. Бидејќи како прво во зима трошиме повеќе калории поради ладното, и како второ нема потреба да го оставам организмот по стрес во овој период и да правам некои екстремни диети, кога секојдневно сум со заразени пациенти кои што може да ми пренесат некое заболување кое што па ја дома можам да го донесам. Витамини пијам, обично нередовно, само кога правам некои екстремни диети, а инаку кога успеам да јадам зеленчук, овошје, месо поретко, ориз, компир, патлиџан, пиперки, такви работи кога успеам да јадам секој ден, тогаш не се грижам. И страшно избегавам све што е приготвено. Чипсови, такви работи, тоа го гледам како веќе у последно време како некое зло, што и стварно е. Рафинирана храна. Рафинирана. Да. Почитувани гледачи, бидејќи немавме тело подоздола, вечерва во овие 60 минути разговаравме со господинот Горан Трајковски, лекар, наш човек во Баварија, во Нирнберг, кој од почетокот на емисијата ни објасни во врска со овој вирус COVID-19 и на почетокот кажавте доста интересни работи. Ја ви благодарам и се надевам дека ќе можам да имам таа чест и јас и моите гледачи повторно да ви имаме во студио, да поразговараме или во студио во живо, ако не скајпот да е жив и здрав. Супер е телекомуникацијава. Ви благодарам уште еднаш. Фала многу, Јанко, што ме прими као гостин кај тебе во емисија, ми беше голема чест, те гледам од мал, од детство. Инаку сигурно остана некои прашања неодговорени и информациите, како што кажав, денеска е 2-3, се менуваат секој ден, така да ќе има сигурно нови развивања од утре. Јас би ми било радо на било која тема, доколку можам некако да помогнам, да гостувам кај тебе во емисија и нормално ќе ми треба време претходно на дадена тема да се подготвам со поконкретни факти. Благодарам многу уште еднаш. Почитувани гледачи, ќе направиме кратка пауза, а веднаш потоа продолжуваме со емисијата.